8 од 10 млади сакаат да ја напуштат Македонија. Последната студија на фондацијата Фридрих Хеберт покажува загрижувачки податоци за желбата на младите да ја напуштат земјата. Статистиката вели дека половина од нив веќе преземаат конкретни чекори за напуштање на државата, додека другата половина сака да се пресели во западните земји, но тоа кај нив останува само желба. Трите главни причини за иселувањето на младите од Македонија се подобро образование, подобри можности за вработување и подобар животен стандард. Тој податок дека процентот е висок е делумно точен, меѓутоа не е тоа бројката на млади кои што превзимаат било какви чекори, односно се сигурни во тоа дека сакаат да напуштат земјата, што значи дека доколку им се укажат можности за подобрување на животниот стандард, голем дел од нив би останале. Дел од статистиките кои ги покажала студијата вела дека младите реагираат на корупцијата, социјалната неправда, сиромаштијата и невработеноста. Иако сакаат да се образуваат, младите во Македонија сметаат дека за вработување повеќе ќе им помогнат врските отколку знаењето. Германија е дефинитивно најпосакувана дестинација за иселување, а по неа следи Швајцарија, покажува студијата. Тие покажуваат висока мотивација за учење, меѓутоа се загрижани дали ќе најдат работа после завршување на образованието. Преферираат високо образование во целост. За вработување сметаат дека повеќе ќе им послужи да имаат контакти, врски, за да се вработат, отколку што тоа ќе го направат квалификациите и завршеното образование. Долго време институциите биле затворени за младите кога се креирале стратегиите и политиките кои ги опфаќаат токму нив. Новата власта го промени тоа, вели пратеничката Туфекџиќ, токму со законот за младинско учество за кој беа консултирани граѓанските организации, а во чија изработка учествуваат партиските подмладоци, владата и пратениците. Мислам дека е многу важно на ваквиот тип на прашање да пристапуваме со надпартиска призма и токму затоа постои клубот за млади пратеници во собранието, кој што односно клубот за млади во собранието составен од пратеници од сите пратенички групи, бидејќи јас сметам дека е многу потребно да тука изградиме консензус за да може да правилно и системски пристапиме кон промена на работите и подобрување се разбира на животниот стандард, целокупниот животен стандард. Ова е втора студија за млади на фондацијата Фридрих Хеберт спроведена во Македонија по првата во 2013 година. Студијата не само што дава комплетен увид во состојбата со младите во земјата, туку и нуди соодветни решенија за тоа какво општество во целина може да им помогне на младите.